не гледа. Домачинке, уште не си готова, ајде побрзај. Каде ми е торбата? Дај ми нешто да облечам, ајде. Што си се развикал? Што? Како што сум се развикал? Синојче, нели ти кажав се? Кај ќе одам, зошто? Во ти ништо не знаеш. Ти да не си пијан пак, бе. Синојче, мртов пијан беше, бре. Не. Едва и до креветот те довлечкајме. Не пијам. Туку, ајде, така нека биде, ама ајде побрзај, треба нешто да облечам. Каде ми е торбата? Ајде побрзај. Немам време, ќе ми помене денот, ајде. Амон, бре, домачине, кажи више едно, што ден е денеска, кај си тргнал? Како е што ден е денеска? Денес е Свети Трифун, денот кога се пие вино и се слави плодноста на лозанките. Тоа е вековна традиција која јас морам да ја продолжам за наредните генерации. Затоа ќе отидам на лозето и ќе закројам. А сега јасно ли ти е? Не. Па вие појма немате кој е Свети Трифун. Сега јас ќе ви раскажам тоа како било. Овие смртници појма немаат кој е Трифун и што тој направил за нашата сестра, бабата принцеза. Ќерката на римскиот император Гордијан била душевно болна, а никој од лекарите не можел да ја помогне. Ах, кутрата јас, ќе си умра млада и убава. Принцезата била неизлечиво болна и демонот што ја измачувал извикал: само Трифун може да ја оздрави и никој друг. Трифун уште од детството имал исцелителска моќ, а за овие негови способности дознал и царот. Наредувам да се најде тој чудотворец Трифун и да се доведе тука. Мора да се најде лек за мојата најмила и единствена ќерка. Пуштил царот да бара низ целото царство некој доктор, што се вика Трифун. Најпосле, во едно село било едно дете, што пасело гуски, се викало Трифун. Ево, честити царе, одве го најдов. Нема веќе на светот никој друг што се вика Трифун. Јас сум само еден обичен човек кој верува во Бога и со негова помош ќе ја излекувам вашата ќерка. И Трифун влегол, ја прекрстил принцезата и таа оздравела. Ќерко, па ти оздраве. Не ми се верува. А ти, момче, ја спаси мојата ќерка и затоа сум ти вечно благодарен. И затоа ќе ти ја дадам за жена и богатство колку што сакаш. Благодарам, царе, но јас мојот живот го посветив на Бога. Не можам да ја прифатам принцезата. А богатството што ќе ми го дадете, ќе го подарам на сиромашните. Нека биде војата твоја, синко, и вечна ти слава. Подоцна, Свети Трифун беше малтретиран, свирепо измачуван заради верувањето во Исус Христос. Но тој со голема радост и поднесе сите мачења. Маките не му наштетија ни малку. И најпосле мачителите го осудија на смрт со меч. А сега, јасно ли ви е кој е Свети Трифун? О, дури сега мене ми е јасно. А тебе, домачине, како секој ден да те е Свети Трифун, а? Малку. Ајде, черко, дај торбата да го спремиме татко ти за наглазе. Ајде, мамо, кажи што да става. Нема време. Добро да еве сега. Стави ги пробно ножиците за кроење. Да, Стави, да. Сонев татко ти ќе окрои 3 лози, колку зават. Стави му вино и ракија, за да ги полае лозите. Ева и диета, Полека, чекай. Стави му малце лепче, кромиче и нефче, за да не се опие. Ето така. еви и лепче, така се и Се, а? По-малце стави. Сега. Леле, вие тато пацо. Со жени работа. Туку дај јас да си закројам како што е редот, како што татко и дедо правеле. Ту уште колку е да има туку.
ајде лозанче мое, да ми родиш грозие, па од грозието вино да направиме, та и ракија може да се направи, нели? За дружби, за свадби, за веселби. Па... Ох... Само ти роди ми, ние да се пиеме помалце повеќе, та и главата да не боле. Туку, од грозието твое сладко, деца да го јадат. И можете, та може и жени да го јадат. А за виното и ракијата, ќе се најде по некој. А сега ми треба еден стручек да ми покаже как се крои правилно ти. Не ми раѓа многу. Виновата лоза е дар на природата, виното е дар на боговите. Овој празник чествуваме за здравие, за родност, за квалитетна година да биде на лозарите. Редовна исплати на субвенции, на примањата што треба да ги чествуваат, на пределот. Ајде, Жике, да Ајде, професоре, покажи, научи не нешто. истераме двокракиот начин на зидба, да има здравие, благосостојба, успех, родна година да биде. Добра уписна политика на училиштето и